Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, најнапред, најмили мои, да му се заблагодариме на Бога, што не удостои и оваа година да стасаме до оваа прекрасна богослужба, наречена умилителна вечерна на простувањето во навечерието на светата и велика Четириесетница. Постот е едно од средствата за стекнување на духовното богатство, кое богатство е единствено потребно на човекот. Спасителот, сакајќи да им укаже на луѓето кон што треба да ги сосредоточат своите сили и помисли, во Евангелието вели: не собирајте богатства на земјата, каде што ги јаде молецот и јрѓата, и каде што крадците ги подкопуваат и крадат, но собирајте си богатства на небото, каде што ни молец, ниту јрѓа ги јаде, и каде што крадци не ги подкопуваат, ниту крадат. Зашто каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Нашето богатство, значи, е оттаде во вечноста. Тоа е богатството што преку Синот и Словото Божјо ни го приготви троединиот Бог наш, кој ни ги отвори вратите на Царството Небесно со своето доброволно распетие и тридневното воскресение. На богослужбите, во подготвителните неделни денови пред Великиот пост, црквата ни го предлагаше да го пееме 136-тиот псалм крај реките Вавилонски. Таму седевме и плачевме кога ќе се сетевме на Сион. Овој псалм историски се однесува на периодот кога евреите биле во Вавилонското робство 70 години. Тие биле предадени на такво жестоко робство, бидејќи претходно се имале одвратено од верата во вистинскиот Бог и предадено на лажното идолопоклонство, исполнувајќи се така со лоши навики и стекнувајќи неморални нарави. Ставени под горкиот робски јарем, пророците и народните учители за целото време на робството ги поттикнувале и го поучувале израелскиот народ на покаяние. Затоа може да се почувствува дека овој впечатлив псалм на реките Вавилонски е натопен со покаяние и воздивнува со една длабока носталгија по изгубената татковина. Тогаш евреите такувале по својот убав и свет град на земјата Ерусалим. Мислите им биле управени кон нивниот храм, кон светињата на светињите, па затоа пееле: ако те заборавам тебе, Ерусалиме, нека ме заборави мојата десница, нека се залепи јазикот мој за непцето мое, ако не те помнам, ако не го поставам Ерусалим над секоја моја радост. Она што ги одржало во тој тежок период, значи била токму мислата дека еден ден ќе се вратат во ветената земја и повторно ќе го изградат Ерусалимскиот храм. И нас, мили мои, треба постојано да не држи таа возвишена мисла
таа носталгија за градот на живиот Бог, небесната наша татковина, небесниот Ерусалим. Грижата за стекнување на вечноста во нашата душа гради духовен храм во кој на Бога му принесуваме жртви на добрината и на љубовта. И светата Четириесетница е токму тоа погодно и посебно благословено време кога се трудиме низ подвиг да го украсиме својот внатрешен храм со добродетели. Суштината на постот не значи само промена на начинот на исхрана, а при тоа да си мислиме дека правиме нешто особено важно. Храната е само еден и можеби најнезначителен сегмент. Најсушественото во постот е воспитувањето на нашиот дух и неговото насочување кон Царството Небесно, мили мои. И јасното и ревностно чувствување на желбата да се соединиме со Бога. Копнежот да оставиме се зад нас што е земно и суетно и да почувствуваме како е да се биде жител на небото. А да се биде жител на небото значи да се живее со радоста во Христа, да се има мислата во неговата љубов, зашто самиот Он е Царството Небесно. И вистинската молитва представува токму тоа, воздигнување со љубов на нашето срце кон Бога. Само на овој начин, кога на постот му пристапуваме со љубов и смирение, тој на вистина е богоугоден. Воспротивно, доколку човек не општи со Христа, не го чувствува во своето срце како радост, милост и добрина, прашање е дали воопшто би можел подолго време да издржи во каков било подвиг. А овој пак пост, знаете, трае цели 7 недели, што е своевидна символика за 70-те години вавилонско робство на Израилот. Дури откако во своето силно покаяние ја натопија со солзи вавилонската земја, на евреите по Божја милост им беше дадено да се вратат во ветената земја и одново да го изградат храмот Ерусалимски. Така треба и ние, мили мои, подобно на нив во текот на престојните 7 недели да сватиме и почувствуваме дека овој свет без духовен труд е всушност еден вид духовно робство за нас, за нашиот дух, кој притеснет од материјалните желби и угодности не може да се издигне кон пределите на божествената слобода и радост. Затоа да се трудиме да го стекнуваме вистинското богатство, ризницата на Христовиот мир и со сите желби насочени кон Христа да се удостоиме, да му се поклониме на неговите спасителни страдања и да го видиме незалезниот блесок на неговата сесветла Пасха, која што всушност е и целта на нашиот живот.
Великиот пост, мили мои, е еден вид наше благодарствено жртвопринесување кон Бога. Му ги принесуваме на дар своето воздржание, молитвите, отвореното срце, добрите дела и радоста наша духовна. А Спасителот ги поучува христијаните дека кога сакаат да принесат жртва, треба да бидат помирени со секого. Па така вели, ако принесуваш дар на жртвеникот и таму се сетиш дека брат ти има нешто против тебе, тогаш остави го дарот таму, пред жртвеникот, па оди и најнапред помири се со брат ти, а потоа дојди и принеси го дарот. Токму тоа е причината што црквата, мили мои, не повикува сите на овој ден, пред почетокот на 40-дневната пролет, на таа наша духовна печалба, да се измириме со сите луѓе, да побараме прошка за нашите грешки и падови. И во времето на Стариот Завет, да знаете, имало сличен ден, годишен празник, наречен очистување, кога евреите од сиот свет се собирале во Ерусалим за да принесуваат жртви. Тогаш и тие едни со други си проштевале пред да пристапат кон жртвеникот. Тоа нас, христијаните, луѓето на Новиот Завет, на благодатта, уште повеќе не повикува на поголема одговорност и усрдност, вистински да си проштеваме, да можеме на Бога да му принесеме пријатни жртви на милост и добрина. Доколку не простиме од срце, како ќе принесеме добар дар? Бог, рековме, е милост, добрина и љубов. Он ја простира својата татковска грижа врз сиот свет. Затоа добро е и ние кои знаеме за Него, кои сме удостоени да бидеме во верата на Божиото откровение, да се потрудиме од срце со духовни и телесни подвизи, секој според силите, да му принесеме еден скромен дар на благодарност, да го исползуваме ова време за очистување, така што ќе му покажеме дека навистина го любиме како негови деца. Овој наш подвиг е повеќе од потребен, најнапред заради нас самите, но истовремено и за оние кои се наоѓаат во мрак и богоотпадништво. Ние, како носители на Божијата вистина, имаме одговорност за сиот свет, на кого, како што гледаме сите, потребен му е Божиот мир. Човештвото е разбранувано од немир и од злоба, а тие се резултат на непокајанието. Мирот пак, оној вистинскиот внатрешен мир, доаѓа само како плод на нашето покаяние. Па затоа не смееме да се обесхрабруваме и да очајуваме, мислејќи дека не можеме да направиме ништо во поглед на големите нешта од овој свет, особено за миротворството. Напротив, секој од нас поединечно може многу да придонесе, доколку навистина се приближи до Бога и го стекне Христовиот мир во душата. Бидејќи тој веднаш потоа оттаму од нашата душа се проширува
и во околината. Охристовените луѓе се миротворци на општо ниво. И затоа Господ вели, блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Синови Божји, има ли поголемо достоинство од тоа, мили мои? Христијаните, значи, се повикани да се уподобат на најголемиот миротворец, на јагнето Божјо, кое ги зеде гревовите врз себе, на кроткиот и смирен Христос, кој доброволно се искачи на крстот за нас. Сведоци сме, за жал, на се поголемо обезвреднување на човечкиот живот. Денес имаме една војна на православно тло, секојдневно гинат луѓе, не само таму, ами насекаде во светот. Да не заборавиме дека ние сме само гости на овој свет, поминуваме и заминуваме. Затоа, гледајте вашиот пат да биде насочен код небесната татковина. Да се трудиме, мили мои, со сите наши сили духовни и телесни, да се воздржуваме од зло, со пост, молитва и да се прилепуваме кон доброто, да измолиме од нашиот преблаг Спасител Господ Исус Христос, да вдахне кај сите желба за покаяние, да се всели мирот во нашите души, во сите луѓе и на тој начин мирот да преовладее со светот. Вратата на Царството Небесно е отворена за оние кои со смирение и љубов се подвизуваат. Христос вели дека Царството Небесно насила се зема и силните го грабаат. Тоа не значи насилно со војна и со оружје од овој свет, туку со подвизи, со присилување на сопствената природа и волја, со разгорување на желбата во нас за стекнување на вечно духовно богатство, за стекнување на вечноста, за соединување со Бога. Во нас, значи, треба да спроведеме една војна против страстите и гревовите и против сето она што не оддалечува од небесната татковина. Нека милостивиот Христос Бог ни даде сили да го издржиме овој пост и богоугоден подвиг во смирение и миротворство, за да се удостоиме со солзи, да се поклониме на светиот крст Господов и на светата Пасха во радост и во мир. Амин.